Почитувани граѓани, сите напори што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги прави за водење на мирна, демократска и фер изборна кампања наидуваат на безобразни атакувања врз нашиот изборен штаб, врз нашите кандидати за пратеници и врз сите наши поддржувачи. Бизнисмену пишев: твоите вчерашни напади и шарлатански обвинувања се вистински преседан. За волја на вистината ти си бизнисмен, а не економист. Твоето несоодветно образование и непознавањето на ингеренциите на локалната самоуправа се за жалење. Ти советуваме да си го тераш бизнисот, оти тешко ќе биде од тебе политичар. Господа од ДПМН, ве именуваме така како што ве именуваме, бидејќи не сакаме да стане забуна при нашето обраќање поради употреба на кратенката ВМРО во именувањето и на други политички партии. Непотребно е да губите нерви за вакви смешни работи, оти допрва ве чекаат нервози. Значи, господа од ДПМН, залудно се обидувате да не убедите дека државните институции само си ја вршат работата, или пак ќе се оградите од нелегалните активности на вашите раководители и функционери. Исто така, залудно е вашето ангажирање на цивилната полиција со надеж дека ќе не фатите во нерегуларни активности за да ни поднесете кривични пријави. Јавно ве известуваме дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е сериозна партија која уште на почетокот се изјасни за фер и демократски избори. И се уште стоиме за таа изјава и ќе стоиме до крај. Нема да дозволиме да не испровоцирате и нема да ги следиме вашите примери на безобразно и нечовечко уценување и подкупување на гласачкото тело. Господа од ДПМН, она што вчера го најавивме и навистина се случи, и тоа во размери во кои ние и не ги очекувавме. Но бидејќи рековме дека будно ќе ги следиме сите валкани активности на функционерите и активистите на ДПМН, затоа и ќе ви зборуваме со аргументи. Синоќа бевме сведоци на најпримитивната логистичка поддршка на полицијата која ја дава на ДПМН. Полициските сили вчера атакуваа на повеќе локации и тоа во Турското мало во Струмица и во населените места Куклиш, Банско, Свидовица и други населени места во општина Струмица. Имено, околу 21 часот и 30 минути во Турското мало во Струмица, преку ригорозните полициски пунктови, без никакво запирање, а камоли пак претрес, беше пропуштено товарно возило. Товарното возило беше натоварено со огревни дрва, кои подоцна им беа поделени на ваши гласачи и активисти. Значи, на гласачи и граѓани кои го ветиле својот глас за ВМРО ДПМН. Возилото беше пропуштено само поради тоа што беше излепено со плакатите на кандидатот Ставревски. Ако не верувате, еве ви ги и фотографиите направени на местото на случувањето. Па ако не ви е срам, повторно негирајте. Ќе негирате ли и понатаму дека вашите функционери на ДПМН од јавната здравствена установа Општа болница Струмица, јавната установа Центар за социјални грижи и од одделението за премер и катастар Струмица, во придружба на униформирана, а со логистичка поддршка на цивилна полиција, вчера вечер со однапред подготвен список одеа од куќа на куќа и им се закануваа на гласачите на Социјалдемократскиот сојуз
и ги лажеа на определените, бидејќи веќе нивните се излажани. Овие ваши функционери, откако поделија пари за подкуп, експресни решенија за социјална помош и ги ослободија од плаќање на здравствени услуги сите оние кои го гарантираа својот глас за ДПМНЕ, се вратија во штабот на ДПМНЕ за да поднесат извештај за бројот на подкупените гласови и успешноста на својата мисија. Ќе барате ли повторно со име и презиме да ви ги именуваме вашите функционери или сами ќе си ги препознаете од снимениот видеоматеријал? Се уште ли ќе негирате безобразно дека во сите законски норми носите селективни ослободителни пресуди за граѓаните фатени во кражба на дрва и им ги враќате запленетите возила, бидејќи ќе го дадат својот глас за ДПМНЕ, а поднесувате кривични пријави и запленувате земјоделски машини на симпатизери и гласачи на Социјалдемократскиот сојуз? Ќе негирате ли дека во последните денови од изборната кампања Фондот за здравствено осигурување, подрачна единица Струмица, врши присилна наплата за заостанат долг од земјоделските производители преку извршител, со селективен пристап и тоа само на граѓани гласачи на Социјалдемократскиот сојуз, додека на гласачите од ДПМНЕ им се повлекуваат решенијата за извршување на главен долг, камата и останати трошоци за извршување. Господа од ДПМНЕ, за сите ваши нерегуларни и незаконски дејствувања веќе се известени наблюдувачките мисии на ОПСЕ и ОДИХР, кои се задолжени да ги преземат сите мерки кои се во нивна надлежност за спречување на нарушувањата на изборниот процес од страна на вашата партија ДПМНЕ. На крајот, како што рековме, сите настани во наредните денови ќе бидат следени и регистрирани од наши активисти. И пак ќе повториме дека секој ваш обид на уцена и присилно собирање на глас повеќе ќе биде документирано. А за тоа, пак ќе ви кажеме, после 5 јуни некој ќе одговара.